На десетина километри од Кривогаштани, со 1300 хектари обработливо земјиште, 100 хектари ливади, 90 земјоделски семејства, 5 земјоделски инженери, 5 агротехничари, Врбјани е средно село по големина во западниот дел на Прилепско поле. Инаку по занимање сум инженер земјоделски. Се занимавам особено со сточарство и земјоделство. Овци имаме околу 200. Чуваме и крупен добиток, некаде околу 5 до 6 крави и така живееме некаде. 2006-2007 година су вадил јас и жена ми и децата помалечки од тони 700, тони 600, тони 800. А ова реколта 2008 година беше многу сушна годината, извадов 1250 килограми тутун. Јагнина моментално имаме 100, а уште другите се на два турнуси пределени и уште 100 ќе добијаме 200 јагнина. Моменталната цена е 130 денари, а за божичните празници беше 200 денари. Ти што поработуваш вака? Јас под пензија сум, краби имам печос и пасам. Така? Млекото го правам сирење и на пазар го продавам на слободно. По колку пари килото? 12, 15, 10 и 8 на кваш. А рече дека чуваш колку крави? 6 крави. Одиме претежно на теле за месопродукција и ги товиме телиња да цица. Прошечната тежина се движи од 350 до 400 килограми на теле за 12 месеци. А колку оди жива мера килограм? Жива мера некаде околу 2 евра оди цената. Своја земја имаш? Немам, со брат ми не е поделена и така по чирија барам и земја. Нивја имам посејано, ама по чирија по 500 денари плаќам од декар. За овие овци, овие јагнина и овие крави што ги имаш, сака храна? Да, храната е набавуваме собствена храна, имаме површина некаде околу 6 хектари површина, лично од татко ми и таа ја работиме. 4 хектари некаде имаме сеено за сето за храна за овците и за кравите. Колку пари ти требаат за да ја поминиш годинава? За да ја поминам како човек добро, ми треба некаде околу 8.000 евра. Во евра ќе зборам, за да поминам во стандард, ама тешко се вадат тие пари. Тешко. Може ли да се живее во селото? Може, ама со голема работа и со помош на државата. Ако ложи вака, ако продолжи да субвенцира земјоделие, градинарство, земјоделство, сточарство, сите гранки што се фатени, може да се живее.